Добре дојде во студио за мојот гостин Никола Димитров, политички аналитичар, Хашки институт за глобална правда. Вие доаѓате од Хаг, од Холандија, каде што живеете. И овие денови заедно со Дане Талевски презентиравте Policy Paper, кој се однесува на кризата во Македонија. Но прво да говориме за овој ден Д, од кој се зависи, одиме ли на избори или не, постојат две опции. Втората опција, првата се разбира дека ВМРО оди покрај се, но втората опција, од она што говорат неофицијалните информации, дека СДСМ ќе одбие да оди на вакви избори на кои нема предуслови всушност. Благодарам на поканата. Мило ми е што сум Добре тука. додовте. Прв пат во живо. Бевме еднаш, нели, преку Skype. На Skype, да. Тоа се и моите информации. Мислам дека мора да се прави јасна разлика меѓу тоа дали се партиите подготвени за избори во смисла на активности, програма и така натаму. Зашто СДСМ вели дека се? Они велат дека се и тоа е нели нивна работа. Меѓутоа, она што тоа го и пишуваме во Policy Paper, она што за мене е клучно е дали има услови или нема. Ние од февруари до сега има известни разлики, меѓутоа според мене имаме регрес наместо прогрес. Ние во февруари не знаевме колку е жален избирачкиот список. Ние во февруари немавме отворена истрага за изборни измами. Ние во февруари немавме оваа срамна одлука на Уставниот суд, која што му дозволува на председателот да помилува за изборен криминал. Имаме серија на чекори кои што кажува колку институциите се покриени од владеачките партии. Но тоа не е нова вест. И во таа смисла, ако одиме сега на избори кога нема услови, се обидуваме да решиме системска криза која што меѓу другото почна со серија на лоши избори, со уште едни лоши избори. И ќе го легитимираме, ќе му дадеме шанса на корумпираниот систем да се консолидира, да си го најде спасот преку неподготвени брзи избори. Она што според мене сега нели се може да се случи кај нас, меѓутоа немам уште многу време. Мислам дека работата оди кон избори на кои што ќе бидат бойкотирани од опозицијата. Добро. И во основа тоа ќе значи ескалација на кризата. Да. Што би значило тоа околу институциите, оние кои се веќе поставени така наречени паралелни или специјални институции, формирани токму да стават крај на кризата, специјалното јавно обвинителство со тоа ќе ја запечати својата судбина всушност. Ако се повлече дел од министерскиот, мислам на Оливер Спасовски се разбира од СДСМ. Да, оние сега работат, они се еден вид да речеме остров на светлина, обкружени со една голема темнина, имаат проблем во соработката со редовното јавно обвинителство, со судовите, со други институции во смисла на потребни информации. Тоа ќе се зголеми. Нивната мисија ќе стане невозможна мисија. Дали ќе се после изборите, дали ќе активираат онаа иницијатива за оценување на уставноста на специјалното јавно обвинителство, што се чува во фиока од октомври, мислите на Тодор Петров, неговата иницијатива? Да. Тоа ќе биде прашање на политичка проценка на владеачките партии. Цената ќе биде огромна и ќе влијае на уште поголема ескалација ако се осудат да го тргнат овој притисок и надеж за правда. Добро, како ги коментирате потезите и ставовите на меѓународната заедница која инсистираше на остварување на услови што се однесува од избирачки список, одвојување на државата од партијата и обратно се разбира. Медиумските реформи се веќе ставени длабоко во фиока и беа одбиени од собранието. Сепак, меѓународната заедница говори дека услови веројатно ќе се остварат до 5 јуни, односно до започнувањето на изборите. Мислам дека е кредибилитетот на меѓународната заедница ставен под голем знак прашање. Они направија добро што излегоа јавно со критериуми во февруари.
направија добро што дадоа една прилично експлицитна, јасна оценка дека условите не се исполнети. Тоа што е проблем е што немаше процес кој што ќе работи и ќе ги притиска владеачките партии да ги создадат условите. Ван Хауте беше денонциран, немаше работни групи. Значи, ние, ако се сеќавате, Ховид беше тука прилично експлицитен, он вели избегнавме една катастрофа, меѓутоа следната... Срљаме кон многу поголема. Следната е утре, и тоа утре дојде. И дали тоа значи дека се откажаа од кредибилни избори? Дали тоа значи дека на некој начин они си го вложи, они се дел од процесот? И мислам дека е честно од нив да се барам да кажат што мислат, дали има услови, еве нека не притискаат никого, ама нека ни кажат дали има, бидејќи на сите ни е јасно дека нема. Добро, да, зошто ги затвораат очите дека следната криза ќе биде многу подлабока и можеби и фатална? Меѓународната заедница често, и не само во нашиот случај за жал, реагира реактивно, а не проактивно, да антиципира, па да реши, па да работи на превенција. Македонија е една од ретките земји глобално, каде што превенцијата функционираше. Превенцијата со УМПРДЕП, превенцијата со 2001 година, и за сега, да не ескалира всушност конфликтот. И за да не ескалира, за да се смири и така натаму. И сега мислам дека ова е грешка. Мислам дека ќе биде многу потешко со поголема ескалација да се справуваат. Мислам дека требаше да бидат многу поцврсти и појасни. Овие изјави од типот има уште многу работа, се надеваме дека лидерите ќе работат во интерес на нацијата и на државата. Тоа не помага. Ние имаме ситуација и тоа е главниот проблем со пржино. Или сите знаевме дека експертска влада беше вистинското решение. Проблемот со пржино е што луѓето што го запалија пожарот, што ја запалија куќата, сега треба да ја гасат. За да ја гасат, треба некој цврсто да им ги држи рацете во правец на гасење. И како ја гледате улогата на СДСМ доколку се одржат тие избори, доколку бидат бойкотирани од страна на СДСМ? Дали ќе биде тоа, освен што би било агонија, се разбира, за целата држава, што би значило тоа за СДСМ? Кога би биле тотално немочни, не велам неспособни да решат кризата, заради тоа што клучот го немаат тие во рацете? Ја мислам дека они немаат избор, они мораат да одат на бойкот. Тоа ќе биде што е, а која ќе биде, ке нив одговорноста е огромна да излезат на избори каде што нема услови. Тоа ќе биде уште поголема трагедија. И што следува, сака да прецизираме што следува, следни бомби, нови бомби кои би експлодирале од седиштето на СДСМ, да докажат за каква власт всушност станува збор, нови масовни протести? Па не, сигурно не се исклучени нови масовни протести. Мислам дека ова нема да биде одржлива ситуација политички. Ќе имаме една влада со многу спорен политички легитимитет, кои што си организирале сами избори, институциите се во едно, и ние ќе имаме кризно лето, кризна есен, и многу е тешко да се антиципира, да се предпостави што се ќе се случува. Ајде околу оставките на Дуи, како ја гледате целокупната улога на Дуи, особено што беше навистина изненадувачки, што се работи за повлекување на целата гарнитура на министри, неофицијално заради тоа што Ахмети Мураше беше принуден да повлече само 2 министри, за да не се навредат 2 дека се повлечени, дојде до целосна реконструкција. Мислам дека тој потек не е врзан со големата битка за демократија и правда, туку е врзан со интересот на партијата. Мислам дека они се веќе подолго време под притисок и внатрешен и од нивните гласачи, они се соучесници во овој хаос. Веројатно имаат благ пат на рейтингот во континуитет и сега се случи ова со лентите. Инаку не знам дали ќе имаме прилика, мислам дека е грозно што нема јасна дистинкција меѓу ленти каде што има јавен интерес, кој што мора сите да ги знаеме и да ги слушнеме според Венецијанската комисија, и ленти каде што нема јавен интерес, кои што во основа значат кршење на правото на приватност, на човековите права и така натаму. Не и се,
тоа на некој начин ја претури чашата таму и они веројатно беа под притисок да направат нешто крупно, некој маневар кој што ќе покаже дека лидерот е ја владее работата, устоличен. Меѓутоа, според мене, вистинскиот потек на Дуи е да се стави во големата битка на страната на правдата и демократијата. Тоа вистина ќе има на некој начин ќе биде вистинското освежување кон нивните гласачи. Но тоа не се случува. Али Ахмети, како што рековте, останува устоличен цврсто како лидер на партијата. Истото се случува всушност и со Никола Груевски. Вие низ овој период неколку пати повикувавте на реформи во ВМРО, повикувајќи со историјата на вашето семејство, вашите родители, и тоа ви дава право да бидете добар познавач на состојбите во ВМРО, но тоа не се случи со лидерската позиција на Груевски. Зошто таму не се создадоа, не се појавија некои фракции помодерни, попрогресивни? Мислам дека ова е клучно прашање. Ние на долг рок не можеме да имаме демократија во државата ако нема демократија во партиите. И тоа е проблем што го имаат, рече се, сите партии, еден вид султан, нели, лидерот одлучува за се. Многу се централизирани, хиерархијата е прецврста и проблемот на ВМРО е што немањето реакција внатре ја прави целата партија, ја колективизира одговорноста. Спасот на таа партија е во отфрлање на носителите на злото. И тогаш они имаат некакви изгледи и некаква иднина. Вака, целата партија е во под знак прашање. Јас мислам дека поради војничката дисциплина што владее, тоа не излегува, таму има многу големо незадоволство. Зошто никој не се одважува, зарем се толку уценети, притиснати, уплашени? Ние живееме во тоталитаризам. Но тоа е очигледно. Ниту еден човек од таа партија, па дури и од судството не излезе. Ама од друга страна ни требаат јунаци. Да. И сега имаше еден проглас од голем број на пратеници од ВМРО ДПМН од првиот состав кој што практично повика и нивните сопартици, меѓутоа еден општ повик беше судиите да судат слободно, државната администрација да си работи и беше повикот да нема сите партии да се обединат против Груевски, против империјата. Тоа всушност ќе го направи десницата, говорам за десницата, исклучувајќи ја ВМРО ДПМН. И таму тоа се најавите, да. На покрупен план, мислам дека ние време е да ставиме крај на оваа клановска омраза и битка меѓу двата големи блока во македонскиот блок етнички. Ние имаме партија која што е наследничка на движењето кога Македонија не била држава и партија што е наследничка на едната партија што имавме кога бевме во поранешна Југославија и упорно ни трае таа битка која што е логично беше да заврши со независноста на Македонија во 1991 година. И мислам дека тој тип на кланови и врзување за букви, место врзување за цели и прашања, ни е голем проблем. И мислам дека исходот од оваа криза се надевам дека ќе меѓу другото ќе резултира во надминување на овој прилично анахрон и бесмислен судир. Ако гледаме, ако ВМРО е според мене, вие споменавте за моето семејство, јас сум растен со тие луѓе како дете, иако не сум бил никогаш член на партијата, меѓутоа бев неколку месеци, имав извршна функција и затоа имам еден мал основ да критикувам. И затоа и излегов со тој. Кога бев заменик во 2000 година, да, па си дадов оставка и така натаму. Се сеќавате. Тоа според мене идејата на ВМРО е идеја за македонска држава. Ако по таа идеја се дроби од внатре македонска држава, сегашната ВМРО ДПМН за мене е антипод на таа идеја. И сега таму, ако има луѓе што тоа го разбираат, треба да почнат да креваат глас. Не може сите да чекаме од странците
Сега сите чекаме на Дик, еве денес што ќе каже Дик. Секој треба да си го земе својот дел од одговорноста, инаку не може да мрднеме. Добро, јас благодарам што бевте. Благодарам на поканата.